Почитувани, сакаме уште еднаш да реагираме на непромислените ставови на Трајко Велјановски, дека опозицијата со предлагањето на законски решенија, иницијативи и предлог мерки ја спречувала и отежнувала работата на собранието. СДСМ сака да потсети дека работа на секој политичар и на секој пратеник е токму да предлага иницијативи за подобрување на животот на граѓаните. Токму тоа го правиме преку предлогот иницијативи во парламентот, преку кои сакаме да им помогнеме на нашите граѓани. Откако владата ги отврли нашите предлози за реформа и подобрување на квалитетот и капацитетот на јавната администрација, СДСМ истите ги достави до парламентот како предлог законски решенија и измени на закони. Само да подсетиме, се работи за 3 пакети на мерки. Пакет мерки за подобрување на капацитетот на администрацијата, меѓу кои најголем е формирањето на центар за обука на службеници. Пакет мерки за подобрување на условите за работа на административците, како што е предлогот за воведување на иста плата за иста работа. И најважно, пакет мерки за заштита од партизација на јавната администрација, меѓу кои се предвидуваат казни за партизација, вработувања без уцени и напредувања по заслуги. Реформата на јавната администрација не само што е најчесто повторуван услов за нашето евро и евроатлантско интегрирање, туку е и честа забелешка на граѓаните со кои секојдневно се сретнуваме на терен. Овие мерки ги предлагаме за подобри решенија и најважно од се за подобрување на секојдневните проблеми на граѓаните. Ја повикуваме власта да се симне малку меѓу народот, да ги праша кои се нивните проблеми и наместо со бесмислени проекти да почне да се занимава со потребите на граѓаните. Ние продолжуваме со средби со граѓаните на терен, а сите нивни забелешки, предлози и сугестии ќе ги препорачуваме и ќе ги преточуваме во мерки и иницијативи, кои ќе ги предлагаме најпрво на владата на Република Македонија, а потоа и до парламентот, без разлика дали тоа му пречи или не на господинот Трајко Велјановски. Ви благодарам. Велете. Со оглед на тоа што министерот Сарачини таа изјава ја даде не како представник на ДУИ, туку како представник на владата, како министер, го повикуваме премиерот Груевски да се изјасни дали е тоа став на целата влада и ако е став на владата да ја објасни на јавноста за како вид на соединување станува збор, економско, политичко, какво и да е, за да може понатака да го разгледуваме овој став и да дадеме своје мислење. Очекуваме премиерот Груевски да се изјасни дали е ова официјален став на владата на Република Македонија. Апсолутно, со оглед на фактот дека економска соработка помеѓу државите споменати за некакво соединување веќе одамна постои, потребно е да се произнесе премиерот за да знаеме станува ли збор само за економска соработка или можеби за политичка. Економска соработка веќе постои долги години наназад. Дали вие како сериозна политичка партија ги земате предвид квалификациите за некои историчари апели во денешниот век за улогата на Лјупчо Георгиевски? Односно, вашиот став према неговите изјави за кои стане збор герои? Ние нашите разговори, начин на соработка ги обелоденивме, медиумите беа известени, при тоа имаа можност да ги слушнат изјавите и на господинот Црвенковски и на господинот Лјупчо Георгиевски во врска со одредени забелешки, како што вие велите, на луѓе, познавачи на политиката, аналитичари, сами политичари, за начинот на таа соработка или за целите на таа соработка. Господинот Црвенковски, нашиот председател, веќе даде изјава, за која не слушнавме одговор од страна на премиерот Груевски. Значи, двајцата ги дадоа своите изјави на митингот во Прилеп, беше кажана изјавата од Црвенковски, одговор од ВМРО ДПМН не стигна. Повеле. Не станало збор за такво нешто, не. Како ги коментирате критиките од Институтот Димитриј Чуповски вчера дека Црвенковски и Георгиевски се политички одбори и дека се ближи политички? Вчерашната театарска представа всушност на Институтот Димитриј Чуповски само ни ги покажа актерите во представата наречен Нов бран.
И сега гледаме дека новиот бран на ВМРО ДПМН го сочинуваат Панде Лазаревски, Слободан Чашуле и Јован Донев. Нашиот коментар е, како што е познато, претпоставувам и на целата јавност и станува совршено јасно, дека овие тројца личности си ги одработуваат своите амбасадорски места. Од друга страна, Филип Петровски и Маријан Додовски мораат да го одработат преминот, едниот од нив доби директорска функција во лотарија, така што коментарот е неуспешна драмска представа, наречена Нов бран, во која конечно се видоа актерите кои го сочинуваат новиот бран од страна на ВМРО ДПМН. Во собраниска процедура на брифингот во петокот председателот на собранието најави нови изборни правила. Во јули месец и во септември финиширање. Дали сте консултирани за какви измени дали знаете? Како дополнување денеска на прес, министрот за правда ги промовираше дека ќе помина денеска на влада и ќе одат во собрание. Штом ги добиеме, откако ќе поминат на влада, секако дека ќе заземеме наш став. Беше формирана работна група која работеше, меѓутоа официјалните заклучоци ние ги немаме. Што произлегло од работната група и што е преточено во законски текст кој што ќе поминува на влада, не е доставено никаде официјално, ниту пак е објавено на веб страната на Министерството за правда, за да можеме да бидеме запознаени со точниот законски текст. Според законите сега се консензусен. Не, би било добро да е така како што велите. Имаше пракса во нашата држава изборниот законник да се носи со консензус. Таа пракса престана минатата година пред парламентарните избори 2011, кога владеачкото мнозинство од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ за прв пат во историјата на македонскиот парламентаризам донесоа изборен законник без консензус. Ние се надеваме дека овој преседан никогаш повеќе нема да се повтори. Кои тебе дуели? Веќе имаше бројни, тоа беше и прашање на претходниот ваш колега. Бранко Црвенковски даде изјава веднаш после средбата со Љупчо Ѓоргиевски. Љупчо Ѓоргиевски даде исто така своја изјава за средбата и за понатамошната наша соработка. Целта е јасна, тука е недвосмислено веќе дека сите политички партии од опозиција, ама буквално сите политички партии од опозиција се согласуваат во едно, а тоа се погрешните политики на Никола Груевски. Тоа е обединувачкиот фактор помеѓу сите нас, да се стави крај на погрешните и погубните за граѓаните на Република Македонија политики на Никола Груевски. Ви благодарам.